Добро вечер и добре дојдовте во ова втора фаза на отвореното студио 1. Некоја минута по 19 часот и тоа што денеска го имавме како најава за содржина во овие половина час пред централниот дневник на 1 ТВ. Оние кои што редовно не следат знаат дека во изминатиот период и на нашата телевизија имаше кампања во однос на тоа како и колку бевме обесправени во однос на политичкото рекламирање, односно правото да ги емитуваме платената политичка програма на нашата фреквенција. Тоа што можете да го видите низ рекламните спотови, вечерва ќе го образложиме малку поинаку, но она што ни е директна провокација, вечерва да зборуваме за тоа, секако е една оркестрирана хајка и тенденциозни соопштенија кои што во текот на вчерашниот и денешниот ден ги објавува Македонската медиумска асоциација. Тоа е асоциација во која што членуваат најголемите телевизиски куќи, а она што нас особено не задира е нивната реакција за тоа како ние се стекнуваме со право да емитуваме платена политичка програма. При тоа во своите обраќања, искрено со оглед на тоа, откако ги прочитавме, а нели ги следиме, можеме да заклучиме дека мешаат малку баби и жаби, односно дека тоа што е изборен законник или тоа што законот го предвидува за тоа кој сме, а кој не сме, кој може да биде казнет, а при тоа не пишува никаде дали показната сме или не сме да емитува политичка програма, само ни укажа дека некој членовите од изборниот законник ги чита онака како што му одговара, односно некој од нив ги чита, а некој од нив воопшто не ги чита. За сите детали вечерва со моите вечерашни соговорници, тоа се ќе кажам сепак првите луѓе на телевизијата, Домен Ацока Бранов, главен и одговорен уредник, Јасна Ерцеговиќ, директор на 1 ТВ и Гордана Дувњак, одговорен уредник на 1 ТВ. Ова се луѓето кои што во изминатиот период се директно, да речам, инволвирани барем во тоа што е процес на наше обраќање, реакција и борба за некаква правда. Таа правда на некој начин е задоволена во оваа последна недела од изборната кампања, но што е тоа што ММА не го гледа или не го пишува во своето обраќање, ние вечерва овде ќе го образложиме. Еве, јас може да почнам? Секако. Јас ќе почнам и ќе бидам краток, бидејќи таа процедура околу нашата битка правна, да ја наречам, со Државната изборна комисија, јасна, нашиот управител подобро ја знае и Годана тука се поупатени во тоа, ја не сум правник и затоа ќе се задржам само на вчерашната и денешните реакции на како се вика таа Македонска медиумска асоциација, тоа се телевизиите Телма, Алфа, Канал 5, Алсат и Сита. Значи таа е таа има здружение, да, медиумска асоциација со сиот почит, но вчера кога првпат ја видов нивната реакција, првата моја реакција беше на реакцијата се смеев. Но после сватив дека многу злоба има во нашава фела и во медиумите, дека соопштението, она што тие како ставови го изнесуваат, е тенденциозно, злобно и ми беше чудно, добро, кај се најдоа они повикани во целава оваа... Повикани и погодени. Да, и погодени, со што ќе ги онеправдаме нив или зошто се тие повикани во нашата битка со ДИК да го добиеме правото на тоа што ни следува или не ни следува. И највпечатливо беше тоа што вчера отидоа директно со тоа дека Основниот суд Скопје 2, еве, читам, донел целосно незаконска одлука со која пресудил надомесна штета од 100.000 евра за 1 ТВ. Ту па баш фино да донесеа таква, да не надоместеа штета. Значи, ова е класична манипулација. Јас тврдам дека не се таму неписмени, не се дека не знаат, и во Телма, и во Канал 5, и во Алфа, и во Алсат, и која беше друга истител, не е дека не знаат да прочитаат, дека не ни била немаме пресуда за 100.000 евра да ни бидат надоместени, туку намерно бомбастично во медиумите за граѓаните кои што не се упатени, да им се наметне став дека
на еден ТВ некоја судија и додели онака од ракав 100.000 евра и подари. Ацо, започна со тоа што е твое разочарување од селата во случајот. Многу сум разочаран и но тоа половина, речи си, сите од нив ги знам, сум работел со полно од нив и не ми е јасно од каде оваа пизма и зашто тие се најдоа погодени, тие си ги добиваат нивното, си аплицирале, си медија планови добиле, ќе си ги добијат средствата од ДИК, да еден ТВ и да добие и да не добила, не зима од нивните пари. Значи, не зима од нивните пари. Малку однесување како да брцаме во нивниот джеп. И негде дури ставија дека ако ни дале пари, ќе биле пари од граѓаните на Република Македонија. А парите они што ќе ги добијат од кои се? Од неграѓаните. Така излегува. Така е. Мислам, стварно... Јасна, она што ние не го криеме е тоа дека ние погрешивме затоа што тоа што ни беше должност, а тоа е доставување на ценовникот до Државната изборна комисија во определен рок, едноставно не го направивме Превид на време. Да, направен е привид, неоспорно, значи во сите наши наводи, обраќања до сите институции со кои што јавноста нормално не е запознаена, затоа што беа во периодот пред почетокот на платената политичка програма, ние постојано наведувавме дека наш е превидот, односно наша е грешката, со задоцнувањето. Тоа е превид во термините. Но законот што вели за тоа? Законот вели во 75 член 3, 4, 5 ги креира критериумите, ги креира институциите до кои што треба да се достави и понатаму тоа е нешто што се доцните во рок од 5 дена, понатаму е тоа нешто што се занемарува, што во некој во голем аспект го занемари Државната изборна комисија, ќе ви објаснам во кој дел од постапката, е член 181а, каде што постои прекршачна санкција поврзана со 75. Тоа е од изборниот закон. Ако се доцните, плаќате казна. Санкција. Која изнесува колку 8.000 евра? Да. Ние се обративме, значи нашата приписка со ДИК почна на 5.3, кога се обративме за технички информации, бидејќи во тој период ценовникот, кој што со задоцнување, повторно ќе нагласиме, беше доста сите останати ценовници на сите останати радиодифузери, медиуми и сите понатаму, кои што претендира за платена политичка програма. На тоа наше барање беше одговорено со одговор на барање дури на 22.3, каде што не информира и првпат се соочивме со приказната дека ние не ги исполнуваме условите, дека нема да бидеме дел. Сега, тоа што ние го добиваме од ДИК како црно на бело, дека не исполнуваме услови, ние го добиваме во облик на одговор на барање, на известување. Известување, односно одговор на барање. Да појасниме за гледачите дека според во согласно со Уставот на Република Македонија во постапката имаме двостепеност, односно во сите акти кои што имаат право на исклучување или на добивање или оневозможување на некое право, мора да постои правна поука. Значи ние 4 пати се обративме, 2 пати добивме само одговор на барање, односно известување. И повторно е тоа само известување, што не е правна значи, поука. наједноставно не е акт со кој што ние можеме понатаму да постапуваме. Државната изборна комисија авторитативност, супериорност се поставува како крајна инстанца на решавање. Ние во нашите прва и последна, да. Во дел од нашите барања ние се обраќавме до нив со молба да ни дадат акт по кој што ќе можат да постапат останатите институции во државата, така, односно да ги задоволат уставните нормативи кои што се дадени. Побаравме и средба со господинот Дерковски, значи која што никогаш не ја добивме, што е повторно покажува на еден игнорантски однос во целата таа постапка. Мое да ви кажам дека на 29.3, односно 2 дена пред почетокот на платената политичка програма, го добивме последното известување во 15 часот, 15.30. Беше тргната нашиот ценовник од нивниот сајт. Од нивната страна. Во меѓувреме и во саботата не работеа, во неделата нели се полагаше заклетва за коректни односи. Добро, сега тука некаде со ДИК преписката повеќе или помалку завршува буквално на тој облик на известување, со кое што нели ни велат
Следниот чекор кој што го прават е дека ги известуваат политичките партии. Добро, да. Дека не би Што не требало сигнал? да склучуваат договори со медиуми што не се на листата што тие ја предлагаат. Сега тука влегуваме во овие повеќе правни лавиринти, затоа што иако ние добиваме известување, тоа нас не спречува да се обратиме во институции како што се Основниот суд Скопје 2 до Управниот суд и да ги кажеме, јас не реков дека ги кажувам поред, но тоа не значи дека не се обраќаме, односно дека седиме така. Ако ММА биле толку доблесни па се обратиле до ОПСЕ, антикорупцијска и така натаму, треба да знаат дека фала Богу до истите институции се имаме обратено и ние многу порано пред тие Државната комисија за спречување на корупција, Народниот правобранител, ОПСЕ, ОДИХР. Сега, во ова соопштение, од нештата кои што ММА се повикуваат како нешта кои се нелогични или не знам, надвор од умот, е тоа дека нас Управниот суд 2 пати не одбива. Но тоа има некоја друга, би рекле, не се толкува баш така како што тие го лиферуваат. Намерно или не, во реакцијата нашите колеги не се прецизни или манипулираат со терминот одбивање и отфрлање. Она што е вистина и што е факт е тоа дека на вистина известувањето на Државната изборна комисија беше без правна полка. И оттаму сосема логично дека Управниот суд, расправајќи по нашето барање, оценува дека е ненадлежен, бидејќи е ненадлежен затоа што нема пред себе правен акт. Реален правен акт. По кој што треба да одлучува. И не случајно професорот по управно право Борче Давидковски во една изјава за нашата телевизија објаснуваше која е суштината на реалниот правен акт. Реалниот правен акт дава значи едно образложение зошто едно право се ускратува или се дава. Во конкретниот случај, Управниот суд, најпрво, бидејќи нема пред себе реален правен акт, вели дека е ненадлежен да одлучува и затоа го отфрла барањето, но внимавајте, во образложението вели Државната констатира, значи Управниот суд, дека Државната изборна комисија, цитирам, излезе надвор од своите права и од властувања во насока на прифаќање и одобрување или неодобрување на ценовниците, веднаш и тоа без разлика дали тие се навремено или ненавремено доставени. Што значи тоа? Дека Државната изборна комисија има право да ги прифати ценовниците, но не и да ги отфрли, бидејќи ова е драстична мерка. Оттаму, по истата логика и со истото образложение, и Висшиот управен суд постапува идентично со исти констатации како и по нискиот управен суд. Во таква ситуација, кажете ми, како еден ТВ да го оствари своето право? Кому да се жали? Ако е Управниот суд ненадлежен во конкретниот случај, единствено нешто што може да го бара, тоа е времена мерка пред понискиот суд. И оттаму мене ме чуди, да кажам, дрскоста на колегите и леснотијата со кои што тие излегуваат со констатации дека е незаконска одлуката на Основниот суд, на граѓанскиот суд, па дури и дека судот незаконски влиел на изборниот процес. И ке било тоа црна дамка на изборниот процес. И тоа само заради тоа што донеле одлука со која што ја го прифаќаат нашето барање за времена мерка и му наложуваат на Државната изборна комисија да не врати повторно на листата на медиуми и значи од тој момент, од кога е донесена времената мерка, па понатаму да можеме да користиме политичко рекламирање. Во ниту еден момент Основниот граѓанскиот суд не се дрзнува, ниту пак прави некаква штета, проценка на штета. Туку напротив,
не упатува на друга постапка во Каде што, тужбено така барање е. да ги оствариме На нашите своите права, права. така е. Тоа значи дека ова е наша предпоставена штета, која што во друга судска постапка треба да се утврди, треба да постои Да, вештачење. тоа денеска судот колку е таа, им го објасни, се огласи. Таа е точна, да. Судот, да. Да, 100.000 евра кои што е таа. Дај Боже да ни ги даде, ама Да ни не се е лихеруваат така, не е во- така. Во наслови каде што Не е стои. така, Да, Ама тоа е намерно една е накитен насловот, Да. да биде бомбастично. И сега Државната изборна комисија, исто како и Македонската медиумска асоциација, поднеле преставка до судскиот совет. Да, денеска тоа Да, продолжува. тоа има право секој да поднесе преставки, а судскиот совет треба да оцени дали судијата кој што ја донел времената мерка постапил нестручно и несовесно како што тврдат. При тоа не се чека жалбата на Државната изборна комисија, која што е поднесена пред апелационен суд, кога е познато дека само повисок суд може да ги цени одлуките и пресудите на понискиот суд. Тука некаде веројатно одговараме на сите нивни обвинувања дека основен 2 не е надлежен, дека 2 пати сме одбиени. Јас мислам дека овде бидејќи многу во нашиот случај многу работи заради терминологијата практично ние не сме би рекле разбрани до крај. Од тоа што е известување од ДИК, а треба да биде конечна одлука на која што треба да Кој не разбрал? Мама Ане не разбрали? Значи, не конкретно Мама- сите не мама не разбира разбрале. многу Јас тврдам добро. дека мама Во, не да, разбрале. во целиот овој процес, апсолутно. Значи, нашиот Јас бев апел, иронична. ако Државната изборна комисија сметаше дека е во право, и апсолутно, еве, ние не спориме дека е наш Добро, наша ние грешка. сме Тоа го знаеме сведоци и на тоа, тоа и тогаш го колку ви кажувавме. беа нашите инсистирања до Државната изборна добиеме комисија да ор- добиеме решение И тоа со или друга нашето со друга формулација. Нашето доцнење и ние тоа- на вестите го објавувавме дека доцниме, дека Не го Апсолутно. скривме тој не го факт. скриеме тој податок. Апсолутно. Зошто Државната Не изборна открија топла комисија, извини, јасна, зошто не даде правна полука во која што ќе не упати на управниот суд, Да, доколку манипулацијата управниот беше од суд ДИК. е тој што треба да одлучува. Ние ќе се жалевме во тој случај без Директно. двоумење директно до управниот суд. И во ниеден момент, во ниеден документ, во ниедна преписка, во ниеден одговор на барањето не се спомнува прекршочната санкција, која што постои де факто. А исто така според словото на законот, ние треба да постапуваме според словото на законот, ако постои прекршочна санкција, не може да бидеш исклучен, не може дупло да бидеш казнет. Добро, тука имаше и друга небулоза, ние не знаевме ни кој треба да не казни. Која институција треба да не Па казни. тоа може би нив ги збунил. Едноставно е, дури и председателот на ДИК си призна во брифингот со така е. новинарите. Уште пред и почетокот забелешка на една избори. од ОДИХР дека изборниот законник е нецелосен, Има недоследности. Има многу недоследности во него и самиот председател Дерковски на тој брифинг со новинарите рече веднаш после овие избори ќе морат ние да изготвиме Да покренат иницијатива за нов изборен законник, затоа што во ово има многу недоследности. Така е. Едно од тие недоследности е и тоа што предвидено е прекршочна санкција, но не и исклучување, така? Ако решат да не исклучуваат, нека го напишат во кој член, каде. Во овој закон тоа го нема. Така ли е? Да, радиодифузирите Јас воопшто многу не се... во правото на... Апсолутно и на крај на правото, значи си ниеден закон не е перфектен, меѓутоа никогаш последиците не ги носи практикантот на законот. Значи законодавецот може тоа да си го регулира, постои период кога се прават законски измени, нивната недоследност или недоискажаност не треба да ја трпи Да. Тука граѓанинот или во овој покажува случај. Државната изборна комисија на една недоследност со старите практики, затоа што во претходните избори имало слични ситуации кога одредени медиуми задоцниле или не го испочитувале рокот за доставување на ценовници. Што велат тие искуства? Па во тие искуства имало порамнувања, што значи дека не биле исклучени, Туку дека биле дел од процесот, но да,
Да. И дополнително, значи многу јасно е нешто што исто мене лично ме зачуди, да кажам, од големите познавачи на состојбите кои што се долго ги водат медиумите, кажувањето дека тоа е манипулација со цените или со слично, точно се знае многу стриктно во законот е наведено кои се ценовните политики, истакнатите ценовници, која може да биде максималната, минималната дури се одеше дотаму дека ние сме тактизирали и сме доцнеле намерно за да ги видиме цените на конкуренцијата, па нашите цени да ги нивелираме и да заработиме. Ценовникот е јавна работа, не е. Секој што еднаш го прочитал изборниот законник знае дека тука законодавецот е многу категоричен. 30% може над тоа, Дик го има од нашиот ценовник од референдумот. Второ, тоа се шпекулации, значи сето тоа е некое оправдување после направената работа, со самото прифаќање на ценовникот и со објавување на нашиот ценовник со останатите ценовници, јасно е во првиот момент дека задоснувањето и така сметале дека треба да се казни прекршачно. Кои се политиките кои што после влијаеле и што е тоа што влијаело за да ние добиеме ваков однос, тоа они најдобро го знаат. Со оглед на тоа што најчиста би рекла провокација да седнеме вака и да се објаснуваме, ни беше токму таа реакција на, односно соопштение на ММА за кој што уште еве овде дискутираме, бидејќи еве Јацо и Гордана сте долги години би рекле нели новинари и многу повеќе од мене ги познавате луѓето кои што се во оваа асоциација. Што е тоа што можеме да гледаме како заднина на оваа нивна реакција? Нема ништо освен според која е мене тенденцијата? Злоба, затоа што нема да ги оштетиме, со ова нити ги оштетуваме. Мислам дека е злодевно ли има? Па не знам дали не е злодевно, мислам дека не е злодевно, него едноставно заборавиле само на крајот од вчерашното таа реакција нивна да стават, ги повикуваме институциите МВР или било кој друг, да дојде и да стави катанец на еден ТВ и така да им го реши проблемот. Едноставно не сакаат друг медиум. Не знам, јас и претходно кажав, пизмата е голема. И јас само ќе им кажам, колеги од ММА, спиете мирно. Еве, ние сте не напишале дека сме аматери, вие сте професионалци. За нас супер што вакви професионалци како вас не мониторираат, постојат и нема ништо да направиме имајќи ве вас вакви професионалци. Во крајна линија, под сонцето има место за сите, а публиката е таа која што треба да и може да цени која е квалитетна програма. Во крајна линија до нив е далечинскиот прекинувач, па во секој момент управувач може да го сменат програмот ако не им се допаѓа. Изгледа под нивното сонце е малку повеќе гужва, може би правиме повеќе сенка од потребното, па им пречиме. За оваа една година нашата телевизија успеа да се наметне во медиумскиот простор и може би тоа разбранува некои духови. Бидејќи цело време зборуваме за тоа што е правна поука и си бараме правни поуки за да го истераме нашиот пат, односно да истераме правдината. Што е тоа што нас сега како реална правна поука сега во фигуративна смисла ни преостанува во битката за истерување на правдата? Ова е добар да кажам, момент. Зошто? Затоа што судот доволно беше сензибилизиран за да процени дека ние немаме на кого да се обратиме и затоа обраќањето и дека веќе според ваквиот след на активности и на реакции е надлежен. Значи, нормално имаме правна поука во периодот, имаме сега жалби, одговор на жалби, тоа е или техника. Во рок од 30 дена ние треба да го доставиме тужбеното барање. Нормално тоа ќе се влези во Тажно беше што долго време
никој не беше надлежен и ние не знаевме просто каде Апсолутно. треба да се Не ни обратиме. текна дека треба на мама да им Да, се тука ќе обратиме. го решавме проблема, Ќе ни не го сме решаваме членови, проблемот, ќе... ама Ние сме членови, они се нели. требаше стварно на мама Не да се, им се може би ќе обратиме се, и они ќе се да не потрудеа за подучат- нашите права, да, да не така е. подучат што треба да правиме. Не се, нашата правна битка продолжува, не Апсолутно. застанува тука. Ова што во последната недела се вклучивме во кампањата е резултат само на времената мерка која што ја донесе Основниот суд Скопје 2. Овде ниту сме завршиле, ниту сме привршиле, туку допрва почнуваме. ММА ќе бидете известени за сите чекори. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои соговорници. Се надевам дека колку толку успеавме да разјасниме на што сме. Ви благодарам. Иако им уште стоиме еднаш. на располагање на гледачите и за, нели, они се медиумот, ако нешто оставивме нејасно да ни се обратат. Така е. Ви благодарам за вниманието во овој дел од во Централниот дневник. Останете со нас.